Археолошкото наоѓалиште Свети 40 севастијски маченици, манастирите во Велјуса и во Водоча, како и црковните храмови Свети Кирил и Методи и Свети 15 Тевриополски свештеномаченици од Струмица, кои се прогласени за објекти за културно наследство на Македонија, заедно со уште вкупно 700 цркви и манастири, ќе бидат дел од мониторингот за православното културно наследство. Точен увид на состојбата и зачуваноста на православните добра и потребата од заштитни интервенции на црквите и манастирите во државата е целта на мониторингот, кој ќе го спроведува Националниот комитет на Меѓународниот совет за споменици и локалитети и Комос од Македонија во сработка со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Поглаварот на МПЦ, господин Стефан, вели дека тимовите ќе треба да направат попис на православното наследство, но и да ја потврдат или да предложат измена во категоризацијата на веќе попишаните предмети и објекти, како и да ја афирмираат вредноста. Забележува на неажурност на враќање на украдени икони. Белосветските влюбеници во туѓите културни и духовни убавини од секогаш ги имало и ќе ги има. Но неразбирливи се неангажираноста и неажурноста на надлежните институции од културата за враќањето на запленетите од страна на соседните држави, например Албанија, украдени икони и предмети од Македонија. Мониторингот ќе го спроведуваат специјалисти од областа на културното наследство, организирани во 5 теренски тимови, а во увидот и проценката се опфатени црквите и манастирите во сите 8 епархии на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тимот на конзерватори, на архитекти, исторични уметности и други експерти кои што го спроведуваат мониторингот прават огромна служба на црквата, на земјата и на светот, бидејќи нивната работа ќе помогне да се поведе грижа за тоа дека секој може да види, да научи подобро, да ги разбере што овие безценните остатоци од културно наследство навистина представуваат. Претседателот на Националниот комитет на Меѓународниот совет за споменици и локалитети Икономос Кристина Бицева на денешната презентација на проектот истакна дека државата е исклучително богата со културно наследство, но како што рече, најпрепознатливо, највредно и најбројно е токму православното културно наследство.